Апокалиптично сценарио. Нема економски раст во оваа и во наредната година ќе биде над очекувањата, изјава и денеска вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Ако ги видите во споредба од сите земји во регионот и во споредба со земјите на Европска унија, нашиот раст оваа следната и наредната година, значи 2024 и 2025 е над дури тоа што некои земји го очекуваа за нас, а се приближни на нашите очекувања како влада. Така да не се разликуваме, независно дека сакаме апокалиптички да гледаме на ситуацијата, како што гледавме минатата година во септември дека ќе биде крај на нашата земја заради енергетската криза, како што гледавме во 2020-2021 заради ковид кризата. За среќа наша и за сите граѓани не се случи никаква апокалипса. Инфлацијата на храна до крајот на годинава Битичи очекува дека ќе се задржи на 5, што на годишно ниво значи дека нема да биде поголема од 8%. Јас знам само една работа. Сме кажале дека инфлацијата во 2023 ќе биде 8%, просечната инфлација, а дека се стремиме да ја завршиме годината со инфлација од 5%. За да имаме просек, мора таа да падне до 5%, за да просекот од јануари до декември у 12 месеци го земеш и го вадиш. Просекот е проста аритметичка. Наспроти ова, од ВМРО ДПМН на пресконференција денеска излегоа со следниве аргументи. Во 2022 година затворени се 6857 компании, од кои 5 се големи компании со над 250 лица вработени во нив. 3 се средни компании и остатокот се микропредпријатија, кои прехранувале најмалку уште толков број на семејства. Додека Македонија со оваа власт тоне, може да се заклучи и од најновата проекција на економскиот раст за земјите од регионот објавена од ММФ. Според најновите проекции на ММФ, Македонија е последна, зад Косово, Албанија и Црна Гора. И овие држави годинава ќе ја завршат со над 50% поголем економски раст.